Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Кефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 до 65 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. На 3 дена сме пред изборите, локални избори во Република Македонија. Некој ги најавил како историски избори, ние имаме постојано некои историски избори. Ние нешто постојано историски одлучуваме и толку се заглавивме во историјата што никако да ја видиме иднината. Овие се избори за местење шахти, за брусење цевки, за поправење канализации. Овие избори значат тоа во Република Македонија. И така треба да ги сваќаме локалните избори. Локалните избори значат избирање на хаусмајстор, кој ќе треба да ве води општината, кој ќе треба да го чисти ѓубрето, кој ќе треба да прави одредени работи кои вие не треба да ги правите. И локалните избори има таква функција. Само во Република Македонија се прават нови мнозинства, нови влади, ќе има ново владино мнозинство, само што не паднала власта, тоа ќе се руши на локални избори. Па секаате 2000 година Лјупчо Георгиевски дури му поставуваш услов на Бранко Царенковски, ако СДСМ има 10% повеќе на советнички листи од ВМРО ДПМН, дека ќе даде оставка на владата или на премиерската функција, ќе распиши предвремени парламентарни избори. Не се случи тоа. Суштината на локалните избори е ние да научиме како да си имаме чиста општина, да си имаме средена општина, да си имаме средени фонтани, средени паркчиња. Се друго што ќе дојде од локалните избори е нешто плюс, бидејќи ние со тоа малку ќе бидеме задоволни. И сега ви се извртеа милион луѓе, ви се извртеа милион гости, ви се извртеа милион кандидати за градоначалници, советници, така натаму и така натаму. И тие ќе направат од Македонија Дубај. Пиле од млеко ќе има во Република Македонија. А ние не можеме да излеземе надвор на улица да не си ги извалкаме кондорите. Тоа е тој раскол или тоа е всушност таа подалба помеѓу реалноста и таа нека фикција во која нас сака да не напикаат политичарите. Ние едноставно требаме да чекориме на патот или во правецот да станеме една нормална држава. Нормална држава кај што секој си ги врши своите работи. Министерот за надворешни работи не купува велосипеди или не купува ветротинети електрични, туку се бори за име, презиме и така натаму и така натаму. Градоначалникот не бистри, голема или висока политика Максим Димитриевски Кумано, туку крпи дупки, шахти и така натаму и така натаму. Кај нас во Република Македонија, министерот за надворешни работи оди крпи шахти, а градоначалникот на Кумано се бави со висока политика. И кога така ќе ги измешаме улогите, кога така ќе ги измешаме лончињата, тогаш не немаме шанса да станеме нормална држава. Мислам дека сега трасиравме некој пат. Некој пат кој не зависи ниту од Заев, ниту од СДСМ, ниту од Али Ахмети, ниту од ДУИ, не зависи ниту од ВМРО ДПМН, ниту од Христијан Мицковски, трасиран еден пат да ние станеме нормална држава. Тоа не значи дека ние ќе станеме добра држава. Тоа не значи дека ние ќе станеме богата држава. Имаме многу пат да станеме нормална и богата држава, односно успешна држава. Меѓутоа патот кој е трасиран да бидеме нормална, да нема затварање на медиуми, да нема упади во собрањето на 27 април. Република Македонија да стане членка на НАТО, потенцијално да стане членка на Европската унија, да се направи нормален попис во Република Македонија. Тоа е процес на нормализација на државата. Тој процес е кљакав, неуспешен, некојаш хумористичен, карикатурален, меѓутоа тој е неизбежен процес кој ние мораме да го поминеме. На тој пат или на патот на тој процес ќе се менуваат многу премиери, ќе се менуваат нови влади, меѓутоа ние не можеме да отстапиме од тој процес. Бидејќи кај нас битката не е дали ќе бидеме нормална држава, туку битката дали ќе бидеме држава на хистеријата или ќе бидеме нормална држава. Ако ние не можеме како нормална држава да победиме хистеријата која сега ни се случува на социјални мрежи, која сега ни се случува на Facebook, ни се случува на Instagram, ни се случува на YouTube, ние не можеме никако да станеме нормална држава. Имаме две можности, да се повлечеме пред хистеријата или да ја поразиме хистеријата. И мислам дека нови локални избори треба за тоа да одлучиме. Да избереме градоначалници кои ќе заваруваат шахти, ќе копаат дупки, ќе ставаат цевки, ќе прават канализација, а не градоначалници кои ќе се бават со висока политика, бидејќи тоа не е нивна работа. Ова е емисија од народот и ова е емисија за народот. И сите луѓе кои бараат поддршка на народот, а немаат пристап на овие големи телевизии, овие олигархиски телевизии кои ги финансираат двете големи партии. Двете големи партии си имаат свои телевизии, си имаат свои медиуми, си имаат свои портали, си имаат свои новинари. Фала Богу, после 25 години кариера, успеав да не зависам од никој. Да правам тоа што сакам, да го кажувам тоа што го мислам и да можам да функционирам без да зависам од двете големи партии во Република Македонија. И затоа во овој изборен процес, овие 2 или 3 недели,
и отворив емисијата за овие мали кандидати или кандидати на мали партии или кандидати кои во изминатиот период оставија некој белег во изборната кампања или пред изборната кампања. Вечера ќе имаме две интервјуа, две одлични интервјуа, едното трае некаде 35 минути, другото трае некаде околу 26 минути. Погледнете ги интервјуата и ви гарантирам дека сигурно нема да зажалите. Во еден временски период, последните 18 месеци, кога отворевте фрижидер, во времето на пандемија со корона криза, тога сигурно од фрижидерот ќе ви излезе или Вело Марковски, или Венко Филипче, или Никола Пановски, или Драган Даниловски. И сите очекувавме дека Венко Филипче може да се вклучи во трката за градоначалник на Скопје, дека Вело Марковски има политички амбиции, стана член извршниот комитет на ВМРО ДПМН, настрана остана Драган Даниловски, но тој беше министер за здравство во втората влада на Љупчо Ѓорѓиевски, и Никола Пановски е сега носител на советничка листа на коалицијата на Дом, на Лиле Поповска, односно Маја Морачанин, и ЛДП на Горан Милевски. Носител на советничка листа во градот Скопје. Беше директор на Фондот за здравство и кој беше еден човек или еден од луѓето кои беа најмногу експонирани во оваа криза или оваа пандемија со коронавирусот. Даваше совети, кажуваше што треба се прави, фалеше или критикуваше, меѓутоа беше активен. И сега стана носител на листа на неговата коалиција за изборите во градот Скопје. И Агем Јунус. Ние со Агем Јунус сме пријатели 20 години. Агем Јунус на времето ми беше најголем фан. Па имавме едно тврдо интервју, тоа е бомба со живот. Па подосемав му едно друго интервју, каде што јас говорев 80% од времето, Агем Јунус говореше само 20% и велеше да се согласувам со вас. И сега е време за трето едно интервју. Тој е носител на советничка листа исто во градот Скопје на партијата твоја на Александар Тортевски. Тоа се мали партии, ретко тие партии ќе ги видите на овие големи мејнстрим телевизии. Бидејќи на тие големи мејнстрим телевизии скапо е времето. Мора да си ги оправдат парите кои им ги дава опозицијата, власта и така натаму и така натаму. Овде во емисијата во Центар никој не дава пари и никој не може да диктира кој треба да гостува и како да гостува. Две одлични интервјуа станете со нас, Агем Јунус, Никола Пановски, како што ви реков, нема да зажалите. Сите типува на двобој на Вело Марковски и на Венко Филипче, како кандидати за градоначалник за Скопје. Вие влеговте во трка. Па не сум чул дека баш Венко ќе за градоначалник. Па имаше една комбинација, нели? Дека може да биде кандидат за градоначалник на Скопје, бидејќи имаше во еден временски период многу висок рейтинг, ова значи предона модуларна болница. Да, тоа беше на времето. За жал тој рейтинг е далеко од тоа и мислам дека поише штета пред сега што оди локални избори и не му е времето во овие случаи. Така да не сум ја кандидат за градоначалник, така вие сте носител на листа, нели? Носител на листа, да, јас веднаш кажав јавно дека таа функција прво е тешко да се добие, меѓутоа ако се добие не би се борил за нешто што не знам да го работам или не мислам допрва да го учам да го работам, таа менаџерска функција на градоначалник на овие години. Во тој смисол тоа го кажав јавно и на тоа останав. Господин Пановски, вие како да искористите професионална вие како да искористивте короната за една промоција во изминатите 18 месеци, така. Вие, Даниловски, Вело Марковски и Венко Филипче бевте најмногу присутни во јавноста кога стана збор за ковид, коронавирус и така натаму. Вие како да искористивте тоа момент и се кандидиравте, се вративте на некој начин во политика, се вративте во јавноста. Па не би рекол дека во политика да го материализирате. На град Скопје дека е враќање во политика, не, меѓутоа ако постигнеме добар успех, тоа е една ќе останам да им помогнам, бидејќи ја не се кандидирав, ме кандидираме за молија. На сила ве натера. Не на сила. Ми даде да размислам, тоа беше уште во јуни, ми даде да размислам месец дена, се консултирав дома со пријатели, со други. Во секој случај ме поканија да се кандидирам, инаку сам не би ми текнала таква работа. Така да, ако се постигне добар резултат, ако се види дека може ова движење да оди само, да собере уште многу од овие независни, а има добри кандидати, и од други помали партии, би можела да спасиме Македонија со тоа што ќе имаме една конечно, за тоа се борам веќе 30 години, трет пат. Господине Пановски, човек треба проба. Кога разговараме со луѓе кои се кандидирале, обично кажуваат две работи пред избори. Не сакав, ме натера и сите возат велосипеди. Ве велите не сакав, ме натера, да не дојдете вие со велосипед. Да, јас велосипед возам веќе 30 години. Сите пред избори возат велосипед, значи сите шведски модел, некој шведски начин на практицирање. И секојаш сум возил, така да. Многу пари се направи од короната, велите не сте искористиле таа популарност, многу пари се направи, многу веледрогери направи екстра профити. Така е. Дали вашата веледрогерија направи екстра профити? Ве нема на таа ранг листа што е, кај што се зеги. Која е моја веледрогерија? Ова што е Пановски.
Каква врска има со таа веледрогерија? Не мислам Пановски, ова што е Златко, ви имате исто со аптека, имате веледрогерија и така натаму. Увоз, извоз на Мислите лекови. на сопругата, Не, на фирмата? синот, на синот. Немам синот, кој син, мислам, не разбирам. Имам 3 Добро, сина. немате. Јас, например, сум купувал вакцини кај вас. Еве. Да, Ако тоа е некој треба, ако треба да кажам. Бета медико тоа се е викат, бета, тоа е бета медико сега. Бета медико на сопругата, да. Не знам сега, јас фамилиарно не можам Не, да па ви јас делам. Бета медико да. постоела Да. пред да се запознаеме. Значи јас кога запознав мојата сопруга, Бета медико постоеше и пред тоа. Јас запознав бидејќи работеше и со медицински. Значи сите што сте вие во медицина и во фармација, добри сопруги земате. Па да речеме. Кои имате или веледрогерии, кои имате зависи, или различни, аптеки, кај мене се кои имате или различни фирми, искуства. или фирми. Тоа е мала фирма во која работи едниот од моите синови. Нема никаква врска со короната, ни со ковидот. Нема ништо во врска со тоа. Направивте ли некој екстра профит? Не. Апсолутно. Направија ли не. другите Напротив, екстра профит? апсолутно. Многу пари се направија. Гледате, Лабораториите, маски, да. лаборатории, значи Лаборатории, тоа да. стана милионери преку ног, значи. Да, инаку со ова доктор Пановски стана никаква врска. Не мислам на огромна таа веледрогерија. веледрогерија огромна, таа е во сосема друг И сегмент. таа не гледам дека направила за овој профит. А и не меѓутоа, беше може направила. специализирана, не беше Да, специализирана. Така, значи овој што има лаборатории и приватните болници, не сите, Направија големи. да речеме Ремедика, колку што знам, не работи со ковид, меѓутоа овие две и што работеа лабораторија направи огромен профит. Навистина и уште прават. Не ве Па слушнав до некаде и аптекиве сега со Не ве брзи слушнав тестови и така натаму. како партија да се произнесете околу апсењето на Јордан Орце Камчев. Гледате која хистерија се прави во Македонија, на цела групација, контролирана или финансирана од него. Па дури се доаѓа нели во фаза, тоа пишува медиумите, дека поради малтретирањето на Јордан Орце Камчев, Македонија ќе го изгуби датумот или статусот, кандидатски статус за Европската унија. Како ние да го имаме, па еве сега ќе го изгубиме. Што може да алудира дека и бугарското вето е од истата адреса нарачано и направено. Не ви имам слушното ни вас лично, ни вашата партија. Што вие мислите за апсењето на Јордан Орце Камчев, на Сашо Мјалко? Не би се мешало тоа, мислам. Партијата не сум у раководството тесно, тој извршен одбор, туку централен одбор кај што Добро, се ваш состануваме. личен став кој е? Мојот личен став Да. за нивните апсења? Да. Секој сум бил против држање во притвор. Со такви долги периоди. Значи, во секој случај би ги пуштил да бидат во куќен притвор, похумано и така натаму. Инаку за самите правни Еден избега во Будимпешта. Да. Имаше белешка на Агенција за национална безбедност дека и Камчев се поротвува. 2005 година Камчев исто има избегано. Тоа беше владата Да, на, знам. на Владо Бучковски, што значи дека мали се шансите да не го повтори делото. И вие сепак сметате дека треба да се брани од притвор. Имате бизнис релации со него, нешто па Не, затоа имате тоа таков работа. беневолентен став. Какви Ама не, ве бизнис прашуваме релации, сега јас сум зашто. професор на Да. факултет. Не знам. Тоа обвинува велат професор на факултет, не прегледал пациент во живот, Така е. а најмногу има дадено рецепти за ковид и за коронавирус. Рецепти немам ни еден даден. Рецепти како да се справува Совет. државата, што треба да се Совет, значи совети, повеќето еве се се извинувам, совет, да, совети. апсолутно. Велат нема човекот прегледано пациент Така во е. животот, меѓутоа најголем експерт за коронавирус Прво и не за е точно ковид. дека немам прегледано, сум Имате? работел и како лекар, така натаму. Второ, таму кај што работам доаѓаат пациенти, значи ги прегледуваме лабораториски. И наодот го толкува микробиологот. Значи наодот кој ние го правиме, Значи сте прегледале пациенти. у смисла на лабораториски А наод, некој- да, а некојаш доаѓаат А кај мене и до ден денес доаѓаат. некој од ковид сте прегледале? Да, секако. Да. Значи доаѓаат лабораториски наоди, А вие сте микробиолог. да, и тие ги толкувам. Биохемиските наоди се блиску до нас, Врз исто база- така можам да ги толкувам. Врз база на што? Едно е толкување, друго е прегледување. Не, Врз база да на што? лечам пациенти од ковид, не лечкам. Значи не Да дам лечите. совет. Како се шири, колку дена се И заразени. како господине Пановски што? не сте лечеле пациент, а толку совети, толку критики, толку укажување, толку настапи имате токму на таа Да, тема. па ако гледате стручњаци и експерти што излегуваат на телевизија, 90% не се луѓе од болница, тие се луѓе кои работат со наука, со лабораторија и така натаму. Значи знаеме што е вирусот, како се шири, што предизвикува организмот и така натаму. Има до некој степен, јас кажам совет, понатаму во болница нормално дека си го лечат пациентот. Меѓутоа кога се дома, главна работа што јас сум ја кажал, како да ги заштитат близните дома и како да не креваат паника, како да се смират и да не примат, што беше најголема, и се уште е катастрофа, премногу лекови во таа паника непотребни, особено тоа што се скандалот со антибиотици, со двојни дози, потрошени милиони евра и така. Со таа
Мислите дека тоа Сега, мислите ја само до сега сум изаштедил на државата повеќе од 1.000.000 евра со мојата работа на Facebook, за разлика од државата која не реагира. Значи со Facebook 1 милион евра сте заштедели. Да, само во месец. Тек кој би биле министар колку би Само заштедели? во месец февруари намалена потрошувачка на антибиотици за 55.000 од фондот за здравствено осигурување и тоа е 200.000 евра во декември 2020. Вие бевте директор на фондот. Да, Во бев. претходната влада Апсолутно. на СДСМ. Ги знаете сите тие луѓе, ги знаете како се прават пари, знаете како функционира. 400 милиони евра се вратат преку тие. Да, Дали тоа биле беа продели? пола од тие пари. Сега веќе околу 400, што значи дека Тоа е може и многу, повише да се. еден многу мокен бизнис, еден бизнис кој е клучен во Република Македонија и се направија многу пари. И битките се многу големи, конфликтите се многу Така е. големи. И многу доктори, вие сте микробиолог, но многу доктори се во политиката. Тоа значи дека ни е болна политиката, па има потреба од доктори, или дека докторите сакаат да го материализираат тоа што се присутни во јавноста, бидејќи парите од политиката се многу полесни отколку било што друго. Па се заедно, мислам. Како зависи како кој каков мотив има, се заедно, меѓутоа често пати она што не е присилија, меѓутоа често пати рейтинзите на докторите кои идат еве за градоначалници, Посебно за локални, посебно за локални избори, избори се оди на доктори. Имаме мојот пријател Илчо Захариев, кој е фармацевт, кој работеше баш со лекови, значи на некој начин се покажале. Сегашниот градоначалник на Штип. Не, минатиот, пред. Не, викам и И сегашниот исто лекар. сегашниот, и на Охрид, и така сега да не ги Во Охрид, броиме, во Кумано Прилеп, имаше, во Прилеп и така. беше долгогодишен. Така е. Гинеколог. Градоначалник на Охрид беше и Бог да го прости претходниот. Така беше. Двајца, значи после доктор и пак дојде доктор. Бакрачевски. Па Бакрачевски, значи Охрид веќе има традиција со не знам колку Со лекари. со колку години да има. Значи не треба да има веќе политички деценија. науки направен факултет, треба да има на медицински факултет некој одсек политички науки за да може докторите Едноставно, да се образуваат и да бидат политичари. Рейтинзите го кажуваат тоа, и не е само тоа кај нас, тоа е веројатно и Многу- во светот и така натаму да Многу пизма кај вас и кај Бени Шекири, посебно кај Бени Шекири во однос на СДСМ. Вие сте во коалиција со СДСМ или не сте во коалиција со СДСМ? Бидејќи колку што јас гледам, владата си функционира без разлика на локалните да избори. имаме нашиот претседател министер. Министер е во владата. Да. Многу пизма. Значи многу негативна кампања. Дури не знам како после таква пизма и негативна кампања вие воопшто ќе можете да бидете дел на таа влада. Па ние може, ако сака СДС да не трне од владата, може утре, само влада ќе падне очигледно. Му треба секој пратеник, такво е мнозинството. Има најави, Така дека со Афрем Гаши може да се зголеми парламентарното мнозинство, тоа беше најавено. Нивна работа тоа И секој има случај. најави дека до нова Писма година би можела СДС, реконструкција. Не, против политиките за ковид последниве месеци, особено ова што се случи во скандалот во јуни, да се пушти Делта Сојот, да се почека како Тито што сме го чекале со сите почести, да направи таква катастрофа, што потоа дојде и до модуларни болници да се отворат, па и до пожарот, и да никој не одговара, која 5 души, меѓу кои јас, Даниловски, кажувавме, луѓе, ова е бомба, не давајте свадби во затворен простор. Контролирате, правите PCR тестови на граница. Нека дојде Делта Сојот полека. Не мислам дека само за короната. Не послуша. Не Добро, мислам дека само сега за зборам короната. јас од мој аспект. Вие имате, например, ке Бени Шекири, тоа е омраза кон Петре Шелегов, дури личен на Добро, нетрпеливост. тоа веќе не е партиски, Да, тоа е или- личен став. Па Во добро, секој случај, тоа е ваш ова кандидат, знаете. Значи, Сега ова вие е се дистанцирате од све што не ви одговара во партијата. Вие сепак сте дел на таа партија, носител на листа. далеку дека се Тоа е дистанцираме како кандидат за партија, градоначалник. Како партија дека се дистанцираме од политиките на владата, не. Значи не се стават клинови, си тече работата, едноставно Дури настапуваме велите, ако сами. можат, нека не избркат од влада, ама ќе им падне владата. Тоа е еден вид на политичка уцена. И тоа, Не е и политичка тоа ги уцена, прави, едноставно- тоа ги прави малите партии да се тешки политички профитери. И мислам дека вие излеговте на избори, веројатно од две причини. Едната теза е дека всушност треба да набидете некоја брана, некој бастион кој ќе ги привлечи тие гласачи кои се незадоволни од СДСМ, да не одат ке ВМРО да помоне. Од друга страна, да може да оценувате власта. Да може Па да не ја може, са оценувате тежок збор е оценување на власта. Едноставно, Еве, ако рековте. сакаме да таа партија опстане, мора многу е долг периодот од 2009 година кога отиде сама 12 години, мора да проба сама. Инаку ќе се Добро, стопи и господине ќе биде Панасов. декор. Значи Панасов. мислиме дека имаме шанса овој пат, дека времето е такво, Имавте низмиени да пробаме магаре. сами. Имавте низмиени магаре, тоа е 2011 година. И потонавте.
Да, 2009 беа локалните Избори, избори и врз 2011. на резултатот на локалните се Од проба 2011. самостоен настап кој заврши така како што заврши, меѓутоа народот имаше шанса да бира Сега исто велите. избора Змија и Магаре. Сега исто велите. Значи, имаше шанса да бира. Сега исто, исто- да, ја исто- до крај на животот да. ќе се борам да овие две партии. Не, вие имате друга Има порека. нека. Сега народот има шанса да избери паметни луѓе, паметни Така политички, е, мислејќи на себе си. способни, честни, Да, да, тоа- и на тоа е себе, доста, меѓу тоа е другото. доста суетно, доста самообендисано. Дека до сега 30 години немало шанса, еве вие сега на сила ве Не, натерале, секогаш имало. сте се кандидирале и народот ќе има Секогаш можност имало, сега да партијата избери постоела, да еве избери сега, да. кандидат како вас. Така е, има шанса да избере. И ако не избери кандидат како вас, тогаш народот не е во право и кога греши или обратно, како народот вели имал Бранко шанса да Црнков. избере. Кој ќе ме праша за кого да гласам, еве сега може да Очекуваш ли гласате за Горан, мене. очекуваш ли Горан Милевски да биде подржан во Битола? И тоа може да е причина за конфликтот помеѓу Да, ЛДП тоа и веќе помеѓу се тие СДС. работи кои не би навлегувал, веројатно имаше дека сака да биде градоначелник, сега се јави од не знам кој побуди да направи малце збрка таму да биде поинтересен Да. борбата. Секош ЛДП била добра во Битола. Да. Па дури на сега- времето мислам дека и Жерновски беше носител на листа во Битола, а не беше носител во прва изборна. Да, Битола единица. имала и по 3 советници на листа и така натаму. Господин Пановски има две работи кои, например, јавноста ви ги замера вас како ЛДП. Можеме за ЛДП да поставиме прашање, или нема... Јас сум од ЛДП трнат 15 години, мислам, не сум активен за да водам политики. Меѓутоа во ред. Меѓутоа Нема ве обедува сега, Ристо Пенов ве обедуваше и Јово Манасиевски ве обедувале да се кандидират, односно да прифатите добро, кандидатурата. друго е секој. Вие сте пријатели. Друго е кога секој 2 недели си во партија, кога сум бил негде Добро. до 2010-та, дека не дојде Жерновски и од тоа се трнав, не зашто имав нешто против него, туку ме рече сакаш да бидеш, не викам нека продолжат младите. Друго е кога идете 2 недели во партија, бистрите политики, друго е кога у 3-4 пати годишно Добро. има централен одбор во кој јас навистина сум се посветил на меѓутоа- струка на фамилија и не сум бил директно во меѓутоа, овие игри, има- ните ме прашувале. Има две Ниту сум работи. сакал да знам. Има две работи, два процеси кои јавноста никош ги нема простено. Првиот процес е Петар Гошев, министар за финансии, и него демонтира моделот на владење на Никола Груевски како министар за финансии, национална платежна картичка и така натаму и така натаму. И второ е Андре Жерновски, градоначелник на Центар 2013 година. Ништо не е направено за демонтажа на Скопје 2014 година. И вие имавте можност да демонтирате еден модел на Груевски. Гледате како паѓа Курц сега. Целиот тој десен популизам во Европа се пушта низ вода. Исти модел на владење како тука. Лажни анкети, плаќање на медиуми, денунцирање на противници. Значи, истиот модел што го имаме тука, го има сега во Австрија, го има кај Орбан, го има кај Вучич. Значи, се гледа дека Европа или Соединените Американски држави го пушта тој модел низ вода. Ви имавте два пати шанси, и со градоначелник на Центар и со Петар Гошев како министар, и не го демонтиравте тој модел. За Не, жал, да. знаете како заврши со Петар Гошев работата, како заврши со Жерновски, тоа беше кратко време беа. Едниот беше министер, другиот беше градоначелник кој се огради од ЛДП. Ја забори, потоа продолжи во Имавте исти во СДС. Имавте Значи, исти ако броиме сега 90% сме ги имале. И сега- Петре Шилегов бил председател на младина во Демократ, значи јас сум основач на Демократска партија на Перо Гошев заедно со, да речеме, Трајко Славевски, кој е сега носител на листа на ВМРО. Па тука е и подоцна дојде и Жерновски, Шилегов беше на младина во Демократска партија, значи секој ги Стефче понатаму, ако ги редиме сите ќе спане дека многу луѓе, а Потекна. многу нема ни да ми текне, потекнуваат од тие партии. Еве, јас сум еден од ретките. И сега. На овие години може би единствен, покрај оние што Бог да ги прости, почина прекрасни луѓе, И добро. што сум од почеток до крај, значи партијата. ако рачунаме Не сте од сменили. 93-та, Не сте сменили да, партија. скоро 28 години, 30 преки Демократска партија се спои со ЛДП, па таму се сега од таа ваква е Шапурич останат. Зоран Шапурич од либералната партија на. Со не панос- Другите се прошета навака и натака и така натаму. Сега, кој ве чека? Стефче Кимовски ВМРО да помане, па дури Солса Грчави се појавуваше на некој пресконференција, Ивица Боцевски ВМРО да помане, или Андре Женовски во СДС. Ма веќе имате добар резултат. Да предпоставиме дека имате добар резултат. Врз база на тој резултат, ќе треба да отпочнете преговори за ревидирање, подобрување или влошување на коалиционите позиции во рамки на таа коалиција. Што е за вас прво добар резултат на изборите? Добар резултат е да имаме повеќе советници, сега зборам за Скопје, не би зборел генерално,
бидејќи таму сум носител на листа, од што имаме сега. Колку имате сега? 3. Значи Еден треба од да имате. ЛДП, 2 се од Дом, значи повеќе од тројца. А за мене, лично добар резултат би бил да се над 5 или 6, а најдобар резултат е не само бројот, туку да без нас не може да се создаде мнозинство во Советот. Тогаш вие- може да Тогаш вие ќе бидете котала Џафери во Скопје. па сега се надеваме, тоа е целта. Тогаш ќе Инаку што се однесува, ако се постигне резултат таков, нема преговарање. Одиме сами на избори. одите сами. Мислам дека нема да ни се случи тоа 2011, дека е друга сега Ситуацијата. ситуацијата, дека Толку народот сте сака нешто трето. Толку сте незадоволни од политиката на оваа влада? Толку мислите дека оваа влада води лоша политика, па ќе оте самостално на настапи? Па, ова што се случува со ковидот. Добро, со ковидот да разбрав. Па добро, тоа мене ме интересира. Меѓутоа- Малце ли е толку да имате 7.000 умри? Малце ли е да му кажете на министерот, народот се труе со лекои и да ништо не преземе? Ама баш ништо. Добро. И да не зборам друго. Малце ли е да му кажете, луѓе имате бомба? Малце ли да му кажете, сега не ги вакцинирај тие што се на 45 дена прележани? Не научно, не стручно. Тоа е сега, као ја да сум министер, и неговите учители, Угриновски, Савевски, Јовковски, професори, да ми речат, Никола, ова ти што го правиш, нема врска со струка. И ја да речам, кој вие? Јас имам мој врвени вас Искате не да ве. рекам, Значи, он не слуша мене, да не, бардови, најстарите луѓе, во јас сум најстариот активен микробиолог, уште некој месец ќе одам у пензија. И вие сметате дека поради политиката на ковид или политиката за справување не со само ковид, со ковид, корона, не што само друго направи ви ковид. смета Па, во таа влада? Па ми смета, јас сум дел од шарена револуција, сме шетале по улици, сме правиле, знаеме што сакаме. За што сте се бореле? За све, за правда, за... За правда. И велите дека Орце Камчев треба да биде у притвора, сте се бореле за правда. Не, дали треба да биде у притвор, не е моја работа. Ама господине Пановски, Мислам, не можам да кажам дали три треба да или биде у четири, притвор. три или четири, Реков дека притворот... три или во- четири играчеви се Во персонификација. шутка и така, натаму не ми се Три добра. или четири играчеви се За било кого. персонификација на богатење, на бахатење. Го видовте замокот на Никола Груевски завчера што го објавија. Или има судење за плацовите на водно, Да. на рок на водно. И се вие ќе влезете у коалиција со ВМРО, а сте Не. биле дел на шарена Ама, револуција. Не, зашо да влезем во коалиција? Не, на крај ми се чини дека револуцијата ги јади своите деца. И дека веќе почнувате, Добро, мислам дека као шарена револуција имавте преголеми очекувања и дека голем дел Добро, ја можам да зборам на дека мојата луѓето струка. кои тамо 2016 може да најдете очекува говор. Да. многу функции, Може да веројатно. најдете говор мој 2016 конвенција на ЛДП. Таму беа сите, освен мислам дека Заев не беше, 6 луѓе. Кај што држам говор и кај што кажувам кога ќе победиме на избори, директорите во јавните установи ќе ги бираат случните колеги ми, нема да имат врска со партиска припадност. И добивам аплауз. Од 6 души, од Шекеринска таму председател, 6 души од СДС беа присутни на нашата конференција. Победуваме на избори. Што се случува со кадровската политика? Полошо од ВМРО, зборам во здравство, таму кај што се разбирам. Пола струмица се директори. Овој учил школа со него, овој не знам што, одел у градинка и така натаму. Тоа е работата. Сите се со ретки исклучоци партиски поставени и тоа влие на овако, на целата работа. Тие се уплашени, го слушаат министерот, владата и прават потези кои некогаш немаат логика со здравствена политика. Имавте две големи победи вие 25-28 години. Победата на Ристо Пенов. Два пати Ристо Пенов победува стана На градоначелник на Скопје. 96-та и 2000-та, да? 2000 година, губи после Трифон Костовски, нели 2005 година и победата на Андре Жерновски. И не успевате тоа да го капитализирате. Зошто не успевате тие две големи победи? Например, победата на Жерновски со 3 прегласувања во општина Центар, со гласачи од Пустец, со лифтови, со све. Всушност беше победник на локалните избори. Добро, али тоа беше 2013 година Андре Жерновски. Сите победи се, особено последните две што кажете, заедно со СДСМ. Не е спорно, но Не се можеме победи. како партија, Но се сепак. победи, да. И не ги капитализирате. Па се. Не мислам, За Центар не мислам, кажав, тоа не беше мислам да многу- ги материализирате, туку да политички да ги капитализирате. Па се губи партијата која е во коалиција, тоа е. И сега ќе одите сами. Се губи, значи Може ли да заборават, иако сум бил на функција, ретко кој, ако не кажеш секој ден на телевизија, они мислат, ти си од СДС, така те рачунаат. Мислам, таа е владата се, кој ги знаат сите, навреда, ако кој од ве нас сметат, Молам? вас ве сметат навреда вие, ако ве сметат од СДС? Не, зашто таму работа. Би го вратили ли ВМРО на власт? Велите дека ВМРО
имал подобра кадровска политика во здравството што Не, на СДСМ. катастрофална политика имал и овие уште Мислам дека полоши. мислам дека Овие Никола, уште мислам полоши, дека Никола врву. Тодоров беше врвен. Колега Уште ваш полоши. лекар, ако не се лажем при посета на Охридската болница, Тодоров објаснуваше како и сам има таму со некои апарати оперирано. Така да мислам они воде одлична кадровска политика. Не би според има доктор одлична Мавров. политика. Знаете, и мислам дека можеби таму ви е местото да ги Не. вратите на власт. И тоа Апсолутно. неколку пати го имате праено. И со Лјупчо Апсолутно. Георгиевски, Не. и со други политички субјекти. Не, таман работа. Мислам, зашто би била цел јар за ВМРО, кога ќе сме шарена револуција, сега со овој, со Мицковски Сега, да значи- враќаме? Не. сега, значи- Мицковски, СДС треба да му подигне споменик. Доека е Мицковски у ВМРО, СДС може и понатаму да биде на власт, тоа е мој став. Можеше ВМРО да се реформира, да се огради од Будимпешта јавно, кој што направи, што знам, у Хрватска, од Санадер и се вратија на власт, како што се врати овој у Грција, Мицотакис. иако направи 400 милиарди долг, значи не само кај нас народот има кратко памет. Така можеби ќе беше симпатична партија, инаку никогаш не сум бил близок со таа партија, нити би учествувал во некоја коалиција, власт и така натаму. Доски. Изборите се за 3 дена. Да. На 18 на Сабајле, кога ќе се разбудите, Добро? ќе почне вашата политичка кариера или ќе сметате дека тоа е некое финале, завршеток на вашата политичка кариера? Рековте да имате барем еден или два пратеника, ве сметате најмалку 5 пратеника? Не, И тоа би било советници. советници. Имаме сигурно. тројца, Да, сигурно ми дека тројца тоа би било советници. за вас еден задоволувачки резултат. Да. Сега вие имате еден, партијата на Лиле Поповска или Дом или на Маја Морачанин има два. Вкупно имате значи 3. Три. Тоа е некоја трајна коалиција или превремена коалиција прво? Па се надам, Дом излезе од ГЛДП и Сите излегувате и на крај се враќат. се врати се. Сега може да го вратите и може би Ивица Боцевски, може да го вратите Стефче Екимовски, Ако има потреба, се што треба ќе може да ја вратиме. вратите и Солза Грчев евентуално. Јас сватам дека со овие две партии, ако Нано Ружин уште вие? Во Син партија? е Нано Ружин, веројатно е. Нано Ружин го предлагаше Зоран Заев за Нобелова награда за мир. А вие Син му велите, а вие велите син му дека сте на Нано Ружин е активен, А вие да. велите сте незадоволни, вие велите дека сте незадоволни од владата, Нано Ружин го предлагаше премиерот на Па владата не за сум Нобелова рекол- награда. Не сме рекли Во дека, Нобелова награда. дека сме незадоволни, кажуваме дека ќе пробаме сами, дека може подобро и за здравството тоа што го кажа, за другото Господине Пановски, и јас и сакам да има поише партии. нормално дека Сакам. не сум задоволен ако го гледам градот, кај што рекој некој кажал трите галии дека ќе ги трне, не трнал ни една. Оној Ваш кадар, нели рековте ваш кадар е. Дека бил Наш председател, кадар, нели бил точно, председател. точно, Еве таму каков даваме- кадар, еве каков Таму кадар. даваме имате. подршка, ама немам ништо против ја Ширегов и сега, меѓутоа кога ќе се каже дека нешто се Значи, очекува, нови не е избори, направено. значи, нови избори- За велосипедов, фала, супер. Освен Значи не сум Даниела- ја да викам ништо не направи. Освен Даниел Арсовски, Многу е побаво сега и код се помагаше за велосипеди, си правеше и овако. Пановски, Морам да мене освен Даниел Арсовска може и она, ама не знаете. Освен Даниел Арсовска сите се кадри на ЛДП или на Демократската партија. Па И сега во Скопје, сега всушност е битка како за лидер, како за лидер на Сара. Забравиме Тортевски. Еве ви Тортевски. Тортевски, основач на Демократска партија, заедно со мене и со Трајко Славевски. Меракли за Скопје сте. И Од така. Демократска партија, значи тука ви е некако базата. Па не знам, тук Скопје, не сме, Вие, јас сум роден во Тортевски, Скопје. Трајко Славевски, Петре Шилегов. Тука Бени сме родени Шефили. повеќето, не знам зашто друго да бидеме. Многу И така. среќа, многу среќа, беше Благодарам. задоволство и многу успех на изборите. Јас Фала ви, сакам да благодарам. има помали партии. Тоа е богатство на политичката сцена. Помалите да станат малце поголеми, да имаат Да контрола. биде левица една стабилна партија, полека да се isпрофилира во кој правец. ЛДП да биде една стабилна партија. Тогаш и големите партии нема да се дозволуват Тоа е промашување во целта. кадровска политика. Целта е, место да доаѓаат странци олеснувачи, ние ќе бидеме олеснувачи. Да, не сме Меѓу двете научени- партии за да не сме направиме нешто научени што да- наистина е интерес на граѓаните. Не сме научени да разговараме, тоа е нашиот Тоа клучен е. проблем, знаете. Се согласувам. И втора работа имаме клучен проблем со Бугарија и власта не се отвори кон други субјекти кои може да помогнат до преговори. Маријан Ѓорчев, например, од ВМРО да помени така натаму, така натаму. Да, Значи, има сега. Значи, дојдено е време кога треба да се научиме да разговараме тука и мислам дека овие локални избори треба да ги искористиме во еден таков правец. Тоа е целта. Се согласувам. Многу среќа, многу успех. Благодарам. Ала на поканата. Добро вечер. Добро вечер. Трето интервју, првото беше турбулентно, второто сум не со што зборев јас. Вие велевте да се согласувам и сега ќе ве пуштам да зборите.
Можете да врнеш кажете, камера, што сакате Ќе кажете? врнеш некако ме пуштиш толку да зборам. Не би било фер према тебе. Ретрограден Меркур е сега. Така да што ме ретрограден Меркур може работите наопаку до тебе, имате камера, што сакате кажете, да не речете дека нели постојано велат само ти збориш, не ги оставаш гости да саке востам, што сакате да кажете? Туго прашање некој не да Боже да ми поставиш. Гледате колку е тешко. Да. Кога ќе востам без прашање, коите Едно нови е прашање, други. друго е провокација. Така, кога ќе востам без прашање, тешко е да се збори. Тоа треба да му кажете на луѓето дека е многу тешко кога ќе восте некој сам. Па знаеш, на само магаре без прашање одговара, така да ја не сум магаре, мислам, треба да постиш прашање за да одговара нешто. Вие сте носител на советничка листа Да, во градот Скопје. да, и тоа е моја чест и задоволство од твоја партија. Една партија во која се собрани прекрасни луѓе, интелектуалци, паметни луѓе, честни. Моја или твоја партија? Твоја Моја. се вика, иначе твое е многу симпатично име затоа што секогаш може да се повикаш дека таа е твоја и твоја е у суштина затоа што тоа е граѓанска партија. Вие имате се работено во животот, освен политичар не сте биле, Да. сега значи политичар. Севте. Сум бил секогаш уз политиката и околу политиката. Ама тоа е друго. Тоа е друго. Па јас гледам филмови во кино, ама не сум Спилберг, така и вие сте биле уз политика, меѓутоа прв пат сега сте Ако политичар. даде Господ и ако ме изгласа народ, мислам, не сум гаѓал Господ со камења да не бидам изгласан, иако тоа не е тоа на избориве прво е нефер играта. Нефер е расподеленоста на присутност во медиумите. Нефер е многу нешто се нефер. Имаш кампања, фактичка башка во шкарана нема пари. Затоа ве викна вас и господинот Пановски емисијата што Многу е. ми драго. Да, што Господинот Пановски пак излезе на телевизија, кој финансира и како најчесто помогли поради повеќе. короната, нели? Го викавме најчесто поради короната, меѓутоа за политички става и многу малку, дури луѓето и не знаат дека се бавел претходно со политика. Да, јас секако имам високо мислење за господинот Пановски, сметам дека е еден господин човек и сметам дека заслужува. Ова емисија е од народот. И на народот некош треба да му дајте луѓе да види, да слушни, да може да гласа, да може да донесе и друга одлука. Така. Двете партии располагаат со своји медиуми, располагаат со своји новинари, располагаат со многу пари, Со целата држава. со целата држава изминатите 30 години. И се обидам колку може во различни прилики да им дадам шанса на другите помали партии да може да кажат, да се кандидираат и така натаму. Факт е дека твоја партија е мала партија, факт е дека е од понова историја и така натаму, меѓутоа факт е и дека има се повеќе и повеќе заинтересирани луѓе да се приклонат, да се приклучат и да учествуваат во работата. Тамо е Тортевски, нели? На Тортевски. Никој ничија собственост не е. Претходните избори беше Миријана Најчевска. Јас со Најчевска не комуницирам затоа што последно време не доаѓам. Значи вие на место на Најчевска сте дојдени. Не би рекол, затоа што бев поканет и Тоа ви е чест што дојдени на место на Најчевска или го сваќате како наврада наврада што се дојдени? Не ме врзувате за Најчевска. Прво, мене ми е да ве врзам со Најчевска. Мене ми е чест што сум во меѓу тие луѓе што се таму, затоа што тие луѓе таму се започети и заслужуваат почит и чест. Знаат дома дека сте се кандидирале? Знаат дома бе цела фамилија Рипа, ајде ќе гласаме за Агим, не е таа заебанција како. Јас вака не сум слушнал до пред некој ден дека сте кандидирани, имаше еден спин, една погрешна вест дека Ќе искрено меѓу мене, ти ми гласал мене? Вака да ви кажам сега, знаете што ве викна во емисија? Не ми доаѓаат ови од ВМРО, а вие сте најголем ВМРО што може да го поканам во емисија, затоа ве покана. Вие сте најголем тука со Зиедин села сте во мртва трка кој е поголем ВМРО-вец или поголем војвода на местото на Не знам на Медокачи што се должи тој заклучок. Факт е дека не сум склон да го фалам СДСМ во последно време и последните години и нешто, поготово после шарената револуција. Меѓутоа тоа не значи дека сум член, припадник или дека сум човек кој што ја држи линијата на ВМРО. Секој во својот свет. Јас сум генерално против султанатите. Видовте ова палатата што требала наводно да биде градена? Да. Завчера објавија. Да. Барок. Ама лепно изгледа. Како овие виенските дворци на Себастијан Курц. Имав паре људи. Па што да ти Тоа кажам? си земал од каса, Никола Груевски, колку му требало, толку се земал, ке изградал палата тамо барок, 2700 Ова го квадрат. дискутираме со другари, дека овој лопов, оној вака направил, оној така направил. Абе можел, бил муж, курнас бил. Изгради ти, можеш, не можеш. Ќе водиш емисија, дека ќе зимаш некој хонорар, ја ќе ти доаѓам,
Ќе се караме, ќе не гледа народ, ќе изиграме будали, а палати нема никаде да направи. Имаш една информација дека веќе бидете кандидат за градоначалник. Да, тоа беше грешка на медиумите. Подоцна тоа се поправи. Тоа беше грешка на медиумите, во самото представување јасно беше кој што. Да, викам овој конфликт, само што влезе направи конфликт во партијата. Значи, таква ви е кармата, конфликти само некој да Види, јас направите. секако не сум цвеќе за мирисање, во смисла на да сум некој мирен тип кој што не сака малку конфликти. Ама ќе му го земете местото, ќе му го земете местото на Тортевски. Не, Така уши не би се уши два дена да Прво, имаше кампања, да ќе му го земете. Твоја партија е партија во која што владее еден широк хоризонтален хиерархиски систем, во кој што нема некој Дом Падро, Дом Вито и така натаму. Тоа е една права, широка хиерархиска структура во која сите се еднакви. Сега Тортевски тоа исто како Исус е наеднаков меѓу еднаквите. Тоа е Тортевски на риба ловење у Грција, да. ќе му направите некој пуч. Ќе му земете партијата. Нема потреба, господин Тортевски е прекрасен човек. А и величи вака се лидер. И друго ако ме величи. Друго ако ме избирав луѓе. Седните на иста маса вие, Африм Гаши, Зиедин Села. Христијан Мицковски, значи величи. Јас сум ван клишејата кој како се вика, нема врска. А господин Тортевски ќе повторам еден господин човек кој го заслужува местото каде што е. И тоа е се што имам да кажам, затоа што на крајот на криштата тој не е ни брат ни братучет, меѓутоа апропо она што досега сум го проживел и доживел, мислам дека заслужува почитување. Вие сте родени од таа страна на Вардар? Вечно. А преку цел ден сте од оваа страна на Вардар или најчесто сте од оваа страна? Късметот бил така. На Вардар? Да. Прво да ја прашам, но на петицијата Слобода Зорце Камчев се потпишавте или не се? Не, никад во живот на ниедна петиција не сум се потпишал. Гледам се дружите со тие што ја шерува, што ја споделува. Да, што ја промовира таа. Именува ми некого не знам. Па има, гледате, што се случува на социјалните мрежи, Слобода за Орце. Ако не се ослободи Орце, државата нема да добие датум. Далеко од мене. Орце бил мачен, кому ставиле лисици на раците, му се појавиле црвени траги и така натаму. Види се, лисиците уопште не се згодни. Во животот сум имал прилика и јадено сам еднаш лисици као млад, онака, у една гужва и на собра сите не болеле, ама и Значи печен за олигарх сте. Да, печен за олигарх. Тој што не носел лисиците не порастал. Има еден човек кој постојано после секој интервју доаѓа на YouTube ми пишува, праша го Агим дали бил бербер или дали бил фризер. Бил ли Агим Јунус бербер или фризер? Агим не бил уште поп и гробар. Све друго бил у живот. Ке средиме. Пупус краја да е. Не, ке средиме, само вие кажете. Сега плюс ако победите на избори, ако станете како Тала Џафери, пошто ви не може да бидете градоначалник, може да бидете председател на совет. Како Тала Џафери, Биче ми част. така да тогаш може да направите закон за градски гробишта у Бутел, да наметните правила. Да се менели ме најде бе уни едно време да би слушате за бербер. Ама јас ве пуштим да зборите и ве викате после прашање. Сега не се терате ни се водите. Мене ми имат дефинирано и како слаткар, и како бербер, и како продавач на кондури, и како... А добро, на кого би му правиле поише фризура, на Заев или на Мицковски? Види да ти кажам... Или на Радмила Шекеринска. Или на Радмила Шекеринска, така пуцвале са коса. Сите они, мислам, си имат своји бербери, така да ја не сум им потребен. Заеви, дај нека друга тема. Молим поновите питања у квиз како викат. Што очекувате на изборите? На изборите очекувам она што е вообичаено и она што е реално амбиентално присутно тука. Тоа е да биде една каша попара во која што во секој случај однапред стратегијата е поставена да победи СДСМ и тоа не ради друго, туку ради тоа што е у еден брак со дуи. Значи, ако СДСМ победи условно речено, а ќе победи, тоа е само ради поддршката од дуи и ништо друго. Не е дека се боли од ВМРО, апсолутно не. Ја воопшто не мислам дека СДСМ се боли од ВМРО. Господин Агим, можеме во овие 30 години да зборуваме кој е подобар? Или можеме да зборуваме кој е помалку лош? Па тоа е феноменот. Мислам дека треба да ја смениме терминологијата. Знаете, многу ми е согласувам, глупо да зборам кој е подобар во политиката. Совршено се согласувам. Ние треба дефинитивно да престанеме да размислуваме кој е полош и да бираме помало зло. На сите избори до сега никогаш не е било гласано за оној што нуди добро или за оној што нуди нешто што е убаво, туку се казнувал тој од кога биле незадоволни. Вие сте сега носител на листа во Скопје. Да, за град Скопје. На тој еден квадратен километар,
Добро? Во центарот на Скопје, Скопје 2014, Да. се вложени милиони, да не речам милиарди. Тоа е гробиштата на Скопје, на градот. Видите, малиот човек, од кого сите бараат доверба, помеѓу два изборни циклуси или тие 4 години, никој не го шиша. Па дури ни вие, ако сте фризери и ако сте бербер. Не ме вика фризер, бе, не сум фризер. Подобро се, например, кој би биле во некое комунистичко време, Абе, било као дете, ако Јонус, сум помагал Агим- кај мајка ми у фризерница, Ке ве па ме викале- видел некој, па ке ве викале фризер ме направил. Агим Јонус Брицо, кој би биле Брицо. во комунизмот. И тоа би било, тоа би Може било, да викаш- Агим Јонус Брицо и тоа би, кој некој народен херој би ве доживувале, да ви кажем право. Абе, може да ме викаш и Кеманџи, ако сакаш, се едно, не сум бербер. Да се вратиме на поентата. Значи, тој мал човек, сите забараваат помеѓу изборите. И во тој квадратен километар се истрескани милиарди, што и кате вие гробиштата на Скопје. Да. Ни канализација, ни Види, вода, малиот човек ни никад ништо. не ни постоел, тој бил само една аморфна маса која се користи од избори до избори. Сега, јас имав една колумна која во среда, испадна во весникот Коха, се вика Оро, јас пишувам редовен колумнист во Коха сега, и у вечер пишувам на портал Келатос, ами во вечер, во Коха. И колумната се вика Оро за крокодили и аскери. Масата е поделена на крокодили и на аскери. Во која смисла? Значи, крокодилите се оние кои ги влечат конците од страна, богатите олигарси, decision makерите кои се бизнисмени, кои што донираат, даваат и така натаму, и аскерите кои се на улица, кои што пукаат во воздух. Видовме дека имаше пукање во воздух на митингот на Дуи, така ли? Тоа не беше пукање, тоа беше селјам, тоа беше поздрав до она другата група таму. Ви дадоа некоја локација у Зелениково, бидејќи како пишувате за вечер, може и некоја локација во Зелениково да ви дадат. Ви треба да зборам, убава идеја ми даде, ја ќе зборам со Лата Сте за постар човек, чист воздух има таму. Зелениково, глупо место бе натаму, дај нешто на планина. Па тамо и Пандов, ако не се лажам. Абе, друштво, што ти кажам, Лаки, Пандов и ја комшија Шиптар, што барам да бе? Не, вие сте војвода. Значи, после војвода. Мендух Таче најголем војвода. Ајде, донеси го ти Пандов у ја паша да живее, што мислиш? Кај ви дават, Ја ќе му дам, еве горе ќе му даеме, ние у Гази Баба ќе му даеме простор, куќа да гради, ама да живее таму. Албански знаете да зборите? Албански да, зборувам, моето ниво на албански јазик не е на перфектно интелектуално ниво. Да, меѓутоа на говорно ниво ја зборувам. А како пишувате? Или пишувате на македонски? На македонски, јас сум македонски образован. Значи, во мене е втелен. Значи, не е провокација, него никој не сум слушнал да зборите на албански. Образован на македонски јазик. И така да, а дома сме збореле турски, како и сите стари скопјани. Сите стари скопјани биле албанци, биле турци, збореле турски, па и македонци збореле. И кај Ермира Мехмети, и кај Таравари, дома турски се збореле. Арбен Џафери, покојни, респект, Аллах рахмет, они дома турски зборат. Тоа е цивилизацијско наследство. Пазите, имате докази и показатели, артефакти. Дури првата конференција на Бали Комтар, ултранационалистичката, рецимо, организација, состанокот е воден на турски јазик. Пикајте се и Бали Комтар. И таман не мислев да правам некој тврдо интервју, уште Бали Комтар да се напикате. Уште за тоа не сум ве прашал. Чекај, тука не се слушаше. А тоа зборувам... Било на турски, Бали Комтар. Било на турски, затоа што тоа било јазикот на интелигенцијата, јазикот на писменоста, цивилизацијската форма била. Значи, вие турски зборите, бидејќи сте интелигенција. Па ја и турски зборам перфектно. Албански не ја читам и пишувам 5 јазик. Значи, албански не знаете добро да читате и да пишувате, бидејќи тоа не е јазик на интелигенцијата. Вие, пошто сте интелигенција, знаете... Ова, пошто камери го снимат, да расчистиме. Васко Ефтов јавно изјавува дека албанскиот јазик не е јазик на интелигенција, дало крстен ли си ти, бе? Не, вие кажувате дека интелигенцијата говорела на турски. Дека Бали Комтар... Зборуваме за време во кое писменоста и цивилизацијската норма и форма била на турски јазик. Сите скопски семејства зборувале на турски. Дека вие перфектно пишувате и читате турски. Но не перфектно пишувате и читате албански, што ќе значи дека вие сте интелигенција. Зборувам дека старите скопјани, исклучиво зборам за граѓаните, градската маса, и у Гостивар, и у Тетово, и у Скопје, Битола, старите скопјани, урбаните ликови, носителите на градот збореле турски. Вие имате плава крв. Ја имам крв колку хочеш, имам ЛГБТ, сите бои ги имам. И ЛГБТ имате?
Па помалку Со кого ја гаси делите? светло да Со видиш. кого ја а? делите таа? Со кого ја делите? Со некој шарена револуција? Бевте вие дел на шарена револуција? Не знам, мислам, пази, заидовме во се, не очекував дека ќе заидеш, ја знам дека овој сакаш да ти биде гледана емисијата, ама не заоѓе. не, сега вие наметнувате тема и како ќе наметнете? Знаете, тоа исто како со Џоковиќ. Кога ќе имате кратка топка, Добро. тој ќе ви поентира. Немојте во интервју со мене да давате кратка топка. Секогаш кога ќе дадете кратка топка, јас поентирам. На Тоа е- LGBT или ти падна бе да поентираш бе Еми, да вие моја рековте мајка. дека таква Или крв имате. специјалности LGBT. Вие рековте дека таква крв имате. Сега јас не ве натерав на себе. Добро, мислев на спектарот на бои. Ке ве гласаат тогаш. Ке ве гласаат. Знаете, мислам дека ќе ве гласат ваморовци и еве сега ова може да ве гласат и LGBT заедницата, бидејќи вие сте поголем ти ваморов, е, ако нека- вие не сте, нека гласа секој, ако нека вие има не сте гласи. нови избори, Добро. ќе нема ваморовците у Скопје за кого да гласат, пошто тамо се или луѓе на Бранко Царенковски, Прав си. или луѓе кои излегле од Демократската партија на Петар Гошев, и Тортевски беше од Демократската партија и од Лига за демократија, и Петри Лего беше од таа партија, и Никола Пановски од таа партија. Добро, ајде да си заработиме дневницата, постави човечко прашање. Што очекувате на изборите? И На пет пати ве изборите, прашам. на изборите очекувам да биде тешко, да биде доста подисперзивно отколку што досега бил, затоа што има многу поделености, има многу Ке гласа независни. фамилијата многу за вакви, вас? многу така. Да, секако. Си барем мислам. Колку ви брои фамилијата баш ме интересира за да знам колку ќе гласат за вас. Па речимо да ги соберам, чекај да ми треба калкулатор, стварно ми треба. Например, Имам ако ба ги ви брои, гледам ако ви брои фамилија. фамилијата 50 луѓе или 100 луѓе, вие освоите 49, тоа значи дека цела фамилија не гласала за вас. Затоа ве прашам колку ви брои Сега, фамилијата. знаеш, колку разочарувачки би било у една куќа има 10 души, и да а не ти си гласат, бил 6 и гласа. да не гласат. Па Петар Богоевски 3 гласа имал тамо кај што живее Да, бе, да. и беше дилемата дали сопругата или на кумот. Кумот или сопругата не гласале за него. Могуче. Така да има и такви работи. Могуче. Да ти се интересира нешто друго, шо Интересира, програма ме лево, интересира, десно, еве, само например, освен LGBT. Али Ахмети. Да, Излезе Али Ахмети пред 3 месеци и рече дека ќе стане зелена партија. да, Се ребрендираше. да. Па овој министер за надворешни работи. Модерно е тоа, бе, сите се зелени, Да. чак и ти си зелено Сите емисија. зелени, јас сум да, поише така сиво маслинесто. Ова е значи СМБ, а ти се спрема за уров. Се спремам јас, да. За секој случај. Не знаете господин Агим што носи Све времето. бидуе. Све бидува. Не, ја ти забркаат шиптарите, вака у СМБ тамо маскиран шупа. Ја шиптари никош не ги викам, ги викам албанци. Значи А, јас може да не се согласувам со ваши политики, но навреди од мене на лична основа никош немало. Тоа е работа која се Јас си дам дозвола така да кажам. која се Јас сум почитува. шиптар. Да. Вие сте албанец за мене. Кој што сум јас македонец. Па и ти си макита. Како што сум македонец, а не северно македонец. Значи секој ќе треба да го нарекуваме така како што се чувствува и нема да биде навреден. Да. И нели направија ребрендирање, зелена партија стана, купуваше тротинети бежични, овој како го викат министерот Бујар Османи. Добро. И пред 3 дена излегува Али Ахмети и гледа дека мора да освои повеќе гласови и вели албанец за председател. Следниот председател на државата ќе биде албанец. Види, па тоа не е сефте да има така Зошто? мега популистички некои финти и трикови и така натаму за да се подигне народ. Гледате, кај заврши последниот? Сосема нормално, зашто сметате дека Каде тоа заврши? ненормално во Македонија? Каде заврши албанецот за премиер? Поставија јавен правобранител. Мораше да напушти нотарска канцеларија и да стане јавен. Од значи, албанец за премиер го ставија тамо на некое 100-то место у хиерархија. Прво, незрелоста на државата се произнесува низ неколку нешта. А тоа е да кога има избор на било какви политички елементи, етничката боја на поединците биде тема за разговор воопшто. До кога? Во квалитетни До држави. кога? Се Па извинувам. јас исто тоа вас се прашам затоа што вие сте до тој што кога? во емисијата ги отвора тие теми, а не Не, јас. јас во Значи, емисијата ги имајте во отворам. предвид дека Знаете- вие ги отварате тие знаете зашто ги теми, вие отварам? ги начнувате и вие самите давате одговор. Дозволите знаете ли јас да ви го дадам. Знаете ли зашо ги отворам? Бидејќи ако не се отворат тие теми ќе загонат. Тие теми постојат на улицата, постојат во општеството, За жал, се разговара. тие теми се И ако- толку и ако не ги отвориме, одомаќени, подобро во емисија да ги отвориме, така, се отколку да ги отвараме на улица. Со тие тепање, теми со се скршени толку глави, со чалми. одомаќени, што више стана банални, стана природни, стана нормални. 14 луѓе, 15 луѓе загина од тоа. Да, 15 луѓе. Видите? трагедија. Да, трагедија. Трагедија бидејќи тоа покажува дека вистински луѓе не се на вистински места. И ако тоа не извлечеме некоја поука,
Дека не е битно дали сте албанец, дали сте македонец, дали сте командант, дали не сте командант, дали сте пушко-митралезац, дали сте снайперист. Вие знаете или не знаете да вршите работата? Ама тоа не е рак рана само во Тетово, тоа е рак рана на секаде. Се случи. И државата имаше премиер кој што немаше еден ден работно искуство никаде. Знаете на кого мислам. И so what сега, што правиме? Shit happens, Македонија е тоа. Вие мислите дека овие избори нешто може да сменат у Македонија? Ништо. Бидејќи нели Апсолутно тоа ништо. постојано го кажу, тоа се историски. Ние во Македонија имаме само историски избори, кои ќе видите. Сите избори се историски, се согласуваме. И ние се закопавме со толку историски избори, толку длабоко во историјата. Што сами станавме историја. Станавме историја. Се слагам. Значи, ништо А луѓе со спектакуларно не историја може да променат нема овие избори. иднина. Како прво имаме толку нерешени проблеми, тоа е исто како јас имав една анализа колумна пред парламентарните избори. Не постои премиер кој ќе дојде сега и веднаш преку ноќ ќе направи видливи резултати или видливи подобрувања. Значи, кој и да е премиер да дојде, ќе се бави со решавање на проблеми, а не со носење на нови свежи содржини. Истото и на локалниве избори. Имаме толку многу упропастени нешта и проблеми, безпарици, долгови и нерешени ситуации, да секој еден нов што ќе дојде, има одна пред барем 2 години да се бави да го решава тоа. А камо ли нешто да постигне ново? Што е проблем, например, и што мене ме загрижува. Да. Пред 2 дена имаш информација за една огромна странска инвестиција, 550 милиони евра. Чув за тоа. Ветерници кои ќе се градат, германска инвестиција, Да. 40 години. И јас тргнав да пишувам на таа тема, добивам текст на порталот и прекинав, не напишав. Не напишав бидејќи им беше ставено дека ќе дојдат едно 200-300 ботови, ќе почнат да ме плюкат, купен, продаден и така натаму и така натаму. А јас на пример, Зашто? и Ништо у владењето на Никола Груевски, и владењето на Бранко Царенковски, владењето на Лјупчо Георгиевски имало елементи кои ми се допаѓале. Имало елементи кои не ми се допаѓале. Јас генералната линија ја критикувам. Има поенти, има потези, има политики кои ти се допаѓаат или не ви се допаѓаат. Например, имаше многу добри градоначалници во Мора да помане. Да. Значи, во тој дел во Мора да помане се повеќе. Има добри политики СДСМ. Да се биде градоначалник е многу по специфично во некои моменти отколку било што друго, затоа што градоначалникот мора видливи и опипливи резултати да има. Ние не знаеме да се израдуваме. Не знаеме ние држава да водиме бе држава, камо ли да се израдуваме. Не знаеме ние ништо. Вашингтон Пост објави за инвестицијата од 550 милиони евра. Вчера можете да отворите, ќе ви пратам линк, Вашингтон Пост објавува. Значи, тоа е голема инвестиција, најголема во Република Македонија во историјата. Така. И ние повторно ќе кажеме тоа не се пари, тоа се некои црни фондови донесени и така натаму. Ама мене ме изненадува зашто се чудиш, Васко. Види, ние одамна сме едно обично предпријатие, сум го рекол 100 пати, ние не сме држава, ние сме предпријатие едно обично. Нема лошо предпријатие. Па лошо има добри и лоши предпријатија. Се согласувам, меѓутоа, дај го решението. Не можам јас како агим да дадам некои решение спектакуларно, меѓутоа ајде да седнеме заедно. Сега политичар. Да размениме мислења, да дадеме мислења, предлози, совети лево десно и да сублимираме нешто. Нова свежа крв во македонската политика. Не, види, да се биде советник во советот. Може и председавач. Може и Тала Џафери на град Скопје да бидете. Се може, зашто да не? Сабајле, например, кога станете, кога се погледнете во огледало, викате, кај си Талат или не викате? Не ке си кај си бе Гимче лепота, не ке си. Добро, тоа е друга, ама кога станете на Сабајле, па машна, по дело, не сум ја тип за машна. Сум носел машна и... Никој не е тип за машни, сите пред избори возите точак, односно велосипед, како ќе дојдете на некоја власт, одма во Балканика, Мерцедес, Плавуша. Само неизживеаните го прават тоа. И па кој изживеан влегува во политика? Во политика влегуваат само неизживеани, тие што не знаат што да прават. Не, во политиката горе од неизживеаните. Оние изживеаните се обидуваат од страна нешто да направат и да помогнат, ама тешко. И сега, значи, вие сте нова свежа крв во политиката. Добро, нова млада свежа крв. Млади референт на 57 години. Управо така, 60. На 60. Така вика дека во Скопје, тоа со Перока ми каза, го зборевме, има истражување кај што велат дека скопјани сакаат градоначалник маж постар од 60 години. Бидејќи Петре Шилегов не е постар од 60 години, а вие сте 60 години, требаше вие место Тортерски. Печен бевте,
Значи сега ви беше хороскопот отворен да бидете градоначалник. Види хороскопот да ми беше мене печен, а ги одамна немаше биде уопште у Македонија. Така да, овој мислење на секој да втор, да бев ја млад. Каде ќе бевте? Не знам, али ќе ме бараше на Google си. Приштина, Тирана, каде? Па веројатно негде тука на Кајкачаник, евентуално Урошевац. До Качаник ви стигаат Тука ми радиусот ми е тој. Тука амбицијата до Качаник. Тука бе, Васеле. До Феризај Сити. Ма молим те, глеме у фацат. Да, до Феризај. Личам за нешто боле? Не. Господин Агим, во понеделник на 18 ќе се разбудиме на Сабајле. Ке даде Господ. Ќе победи СДСМ или ќе победи ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН на изборите дава историски предзнак. Такова се историски избори. Добре, тоа е реторика политичка што ти изненадува. Се пази, кога искача некој у кампања, тој има реториката, може да чуеш од до, така да не се фаќаме за обични елементи. Да. Се е тоа нормално. За мене локалните избори секогаш биле комунални избори. Многу досадни избори. Се согласувам. Значи толку ми биле досадни изминатите 30 години. Токму тоа е тој феномен Што на сум се предпријатие. на сила сум Во се терал. предпријатието сега се прашуваме кој ќе биде чистач, кој ќе Кој биде касиер, кој шахта шахта. ќе прави цевка ќе минува Моле, така. лепо. Мислам, секој сум правил за некоја политика, некоја висока политика, некои проблеми, безбедносни прашања. И сега ми е проблем да се натерам да разговарам дали улицата, не знам, Гоце Делчев ќе биде закрпена вамо или ќе биде асфалтирана или ќе има жердинери ставено или ќе биде канделабри ставено и така натаму, тоа никош не мисля да пага. Меѓутоа, ќе сменат ли нешто овие избори? Ќе прати ли глас народот и како глас очекувате да прати народот? Што се однесува на локално оперативно ниво, не очекувам ама баш никакви спектакуларни промени. Оно што во етерот како порака може да го доживееме и преживееме е врисокот на народот кој што како никогаш до сега е неопределен, изолиран, вон триумвиратски и почна да размислува со своја глава. Значи никогаш до сега немало толку луѓе кои што по анкетите покажуваат дека или нема да гласа, или не гласа за ВМРО СДСМ ДУИ, или дека е припадник на некоја независна листа или некакви посебни кандидати кои сметаат дека се спасители на Тоа Македонија. било секојаш на локални избори. И Лјупчо Ѓорѓевски ги изгуби катастрофално 2000 година. Значи секојаш било на локални избори, па ако се сеќавате и на првите избори во Република Македонија, тоаш беа парламентарни и локални заедно направени, многу повеќе се охрабрува да гласат за ВМРО, бидејќи беше нова, таза партија не ја знаат, велат, ај ќе им даеме шанса да видиме што ќе направат на локални избори. Тоа било во историјата изминатите 30 години. И клучно кој ќе победи или изгуби на изборите бил градот Скопје. Тука е една силна коалиција на ДУИ и на Па добро, Скопје СДСМ. кој го има цела Македонија. Има цела Македонија. Никола Гуриевски така, 2005 година, прогласи победа, иако изгуби и на советнички листи и по број на началници, меѓутоа доби Скопје, нели Владко Ѓорчев на цело Скопје во Моровски град. Така. Кој ќе го добие Скопје, може да прогласи победа на Тоа е изборите. причина што Скопје е апсолутно центар на Македонија. Централизацијата на комплетната власт затворена во Скопје подразбира дека тој што го чува голот, тој што чува средината на теренот на фудбалското иглиште и контролира и двата гола. Значи, Скопје и Македонија се два различни поима. А Скопје си е Скопје. Кој го има? Скопје има све. Тој е царот. И вие за Скопје. Значи вие сакате се да бидете цар во Македонија. И јас не сакам да бидам цар на Македонија, Усвари, сум бидејќи сте само представник на на една партија на советничка која листа. одлучила тој да биде носител на советничка листа. Ако даде Господ, ако народ смета дека треба да ме гласа, ќе ме гласа, ако не, Јас мислев чао дека да се видимо и сви сретни, ништо не се Јас мислев смени. дека ќе дојдете ако Гоце Вегета со некоја знаме, Вергина, да бидете некој војвода, некоја знаме. Толку ли имал ретардиран не сметаш да Воглав орел не би носеле, ама некоја знаме од Кутлеш, например, може би носеле. Види, од мене можеш повеќе да очекуваш да носам некој знаме од Кутлеш него било што друго. Зошто? затоа велам јас. Затоа што јас се бавам со Бевте дел на градот и вивачка со групи, се она комити. што е моје опкружување. Не се локализирам на албанска, македонска, ваква, таква средина. Мене ми е се едно, се е тоа моje. И јас се грижам за таа страна на вартар исто колку за ова и обратно. Се она што го засега градот, се она што го засега нашето живење, амбиентот во него, квалитетот на животот натре, се е тоа нешто што мене ме засега лично. Последно прашање. Да? Што вие мислите? Да. Поради што некој треба да ве гласа? Или што заслужувате некој да го даде својот глас за вас? Која е причината? Еве можете да им кажете на гледачите, ова е емисија еден ден пред изборен молк,
Намерно одбрав да бидете вие и да биде Никола Пановски со некоја моја мини анализа. Види, Зошто некој во Скопје би гласал за Гемјонос? Сега треба да селф-маркетинг да преме. Немам намера уопште да измислувам топла вода. Ја и на својот Facebook профил дури и се обидам шеговито малку да настапам со своите банери. Еден од тие банери вика: гласај за мене, не обеќавам ништо, ама баш ништо не обеќавам. Ама ќе крадам. Освен ќе крадам. освен честност. Тоа ќе крадеш, ти рече ќе крадеш. Господин Агин, кој гласа за чесен политичар? Јас не знам во светот Чесен некој народ. да оди да гласа за чесен политичар. Види Васе, што сакаш да ти кажам? И вие велите на граѓаните, Ја јас може ќе би бидам другачи да чесен, настапам. јас ќе бидам чесен, Да? нема да лажам, нема да крадам, тоа значи дека нема да ви дам по 100 евра на избори, нема да ви вработам Ја да имам деца. народ да му дам по 100 евра за избори, а свадба ќе правам сега. Како мислиш ти? Од кај пари? Па ја не сум СДСМ И бидејќи ВМРО немате и така пари да натаму. правите свадба, вие решите да се кандидирате на избори. Молим те. Поисплатливо е значи да се кандидирате на избори него да правите свадба. Абе Васо малечок си ти не знаеш уште тоа се тендерчиња, мендерчиња, свашта. Тоа ви велам јас. Па да молим те. Дали ми имавме Па ме ние- раскринка, нели на имавме крај ме бомбона- раскринка. бомбона да, бизнес, бе. нели имавме Не, емисија? Нас крај, Бомбона- нас бомбона крај бе. тотално ме раскринка е. Тендерче, мендерче, привилегија, Не, лево, со што ќе десно. бидете? Со што ќе бидете задоволен? Јас ќе бидам задоволен ако воопшто Ако јас гласам за вас, така? Со тоа ќе бидете задоволен. Ако вас за нас гласаш, Да ја крстевте моја партија, а не твоја, Да. ќе гласам. Сега за твоја не можам да гласам ако не е моја. види, партијата е твоја. Не, партијата Изборот е треба твој. да биде моја, за да можам да Судбината е гласам сега за твоја, твоја ливчето партија. е твое, се е твое. Чак и јас сум твој ако ме гласаш. Аги, многу среќа, многу успех. Потребна Да е ставиме шегата на страна. Потребна е нова значи, свежа крв. Да. Може би не сте вие, може ќе дојдат некои други, славам, меѓутоа се потребно славам. е ова жабокречина што постои во Македонија славам. полека да почнува да се Шегата на чисти, страна да и се сите овие расчистат. ситни неозбилности што ги кажавме за да се насмееме и да биде поинтересно. Што можам јас да ветам? Јас во собствено име само можам да ветам дека ќе работам за градот или се она што е мој личен капацитет ќе го дадам за градот во функција на конструктивност, во функција на нешто што на градот треба да му донесе поубаво. Сега, еден човек, една ласта не чини пролече. Тоа треба да биде една асамблеја на повеќе луѓе кои носат емоција кон градот. Јас носам емоција кон Скопје. Јас сум растал со овој град. Моето семејство има неколку генерации родени во Скопје. да Значи, кажете јас сум дека завчера. до сега селјаците владеа со Скопје, Да. дека е време некој што е роден во градот да владее со Скопје. Бинго, тоа цело време ми е поентата. Ами јас гледам дека ве поентата, ама на крај сакам тоа да го испоентираме. Многу среќа ги. Ќе врне снег, ја рекол, така почна разговорот, така ќе заврши. Тоа доста ладно е, може и снег да падне. Да сме најдобро, живи и здрави, се благодарам најдобро, на многу честа успех. што ме покани. Многу успех, се слушаме на 18. Господ здрави. Ова беше емисијата во Центар, две интервјуа, две одлични интервјуа како што ви кажав, едното траеше 35 минути, едното и второто траеше 25 минути, последна емисија пред локалните избори. Во недела во 22 часот нема да има емисија во Центар. Ние и на минатите избори, на парламентарните избори на 15 јули минатата година, немавме во недела емисија, имавме емисија наредниот ден во понеделник. Сега сум на некој службен пат, како што сега стојат работите, и ако не одам на тој службен пат, тогаш ќе има емисија во понеделник во 22 часот. Ако заминам на службен пат, тогаш ќе има една редовна емисија, нема да има емисија во недела во 22 часот, туку ќе има редовна емисија во четврток во 22 часот. Во изминатите 3 недели имавме гости од малите политички партии, говоревме за локалните избори, иако за мене се небитни локалните избори. Многу ретко сум учествувал во некакви интервјуи поврзани со локалните избори, веќе тоа се избори кои никош не биле предмет или сфера на моје интересирање. Меѓутоа 4 или 5 интервјуа на тема на локални избори не направивме во овој циклус емисија во Центар. 2017 година во емисијата во Центар воопшто не ги третиравме локалните избори. Во недела во 22 часот ќе гласате. За кого ќе гласате? Дали ќе гласате? Како ќе гласате? Дали за некоја политичка партија? Дали неважачко ливче? Тоа е ваша работа, почитани гледачи. Никој нема право да ви каже што треба да правите. Ќе ја барат вашата доверба, но вие ќе оцените на кого и дали ќе ја дајте вашата доверба. Во тие 24 часа, на некој начин локалната власт е во ваши раце. Не е централната власт, локалната власт. Кој ќе крпи дупки, кој ќе прави канализации, кој ќе гради фонтани. За тоа одлучуваме во недела.
Ништо спектакуларно, ништо историски. Може би некоја или нечија политичка кариера ќе заврши, но што тоа нас не тангира? Дали ќе заврши некоја политичка кариера на лидер на голема партија или лидер на мала партија или некој кандидат за градоначалник во некој град во Република Македонија. Тоа воопшто нас не интересира, бидејќи тоа е еден минлив процес. Тоа се листопадни дрва. Дрва или луѓе кои доаѓаат и се заминуваат од сцената. Ние како граѓани, како жители на оваа држава и Република Македонија сме вечни. И ние треба да го гледаме нашиот интерес. Во недела правите што сакате да правите. Или правите тоа што мислите да го правите. Никош ниту сум ви сугерирал, ниту пак сум помислил да ви сугерирам што треба да правите на изборите. Тоа е ваше легитимно право. Во недела сте вие суверен. Вие одлучувате кој ќе ви ги прави канализациите, ќе ви ги крпи дупките и ќе ви ги чисти патиштата, односно парковите во Република Македонија. Се гледаме или понеделник во 22 часот, ако сум тука, ако не сум на службен пат, ако не, се гледаме четврток во 22 часот. До понеделник или до четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.